Благовец. Свето Благовештение, попознати како Благовец, е христијански празник. Се вбројува во постојаните празници и секогаш е на 7 април. Неговото народно именување е Благовец, Благоец, Благошчојне, Благостене, Благовден, Половина Великден, Блошчене, Куковден. Свето Благовештение е богородичен празник, односно еден од празниците посветени на Пресвета Богородица. Тие се поврзани со животот на Божјата мајка, но и со самиот Исус Христос, и затоа се смета за двоен празник – Господов и Богородичен. Господов, бидејќи на овој ден Господ Исус Христос се воплотил, зачнал, а Богородичен, бидејќи Богородица станала Божја мајка. Овој ден се смета и за ден на мајките, затоа што Богомајката Богородица е заштитничка на сите мајки кои зачнале и станале мајки. Тоа е ден на мајката која дала нов живот. Тогаш децата и благодарат на мајката, ја гушкаат и даваат дарови во знак на љубов, почит и внимание. Мајките пак ги благословуваат децата и тие да имаат своји рожби и радости. На овој ден Гаврил се јави во архангелска светлина и рекол на Марија дека е одредена од Бога да го роди Спасителот. Во чест на таа блага вест што ангелот ја пренесол на Дева Марија, црквата го востановила празникот Свето Благовештение, што се празнува точно 9 месеци пред Божиќ. Легендата вели дека еднаш, кога покрај прозорецот Света Дева Марија го читала Светото писмо, во книгата на пророкот Исаја прочитала дека девицата ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Емануил. Возбудено помислила дека кога би знаела која е таа девојка, би ја служела до крајот на животот. Во тој момент до неа долетал ангелот Гаврил, кој соопштил дека таа е девојката одредена од Бога што ќе го роди Спасителот. Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените, и ете ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син и ќе го крстиш со името Исус. Он ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот од неговиот татко Давида и ќе царува над домот Јаковов секогаш и царството негово нема да има крај. Поради тоа, Благовец е благ ден. Тогаш се верува дека и раната не боли. Со Благовец е поврзано и доаѓањето на птиците преселници, штркот, ластовицата, кукавицата, пупунецот и друг. Се верува дека тие ќе дојдат на овој ден дури и да врне снег. Исто така, се верува дека ако наутро гладен, како што се вели на гладно срце, слушнеш некој од овие птици, ќе те разбие и не ќе имаш напредок во годината. Затоа, луѓето веднаш по станувањето каснувале барем еден залак хлеб. На Благовец саделе тикви, зашто верувале дека тиквите садени на овој ден ќе бидат многу благи. Во некои краишта, овој ден се поврзува со излегувањето на змиите од дупките, при што се верува дека змиите никогаш не касаат на Благовец. Во Радовишко, ако луѓето ја чуеле кукавицата, откако нешто ќе каснеле, сметале дека тие ја пребиле, па 3 пати ќе и викнале: "Чухте,
пребегте. Во Дебарца, ако некого го разбила кукавицата на Благовец, тој и враќал на Ѓурѓовден, кога ќе излезел пред сонце над селото и 3 пати ќе ја викнал: Ку-ку, кукајце, ти мене ме разби, сега јас те разбив. Во Тетовско, на овој ден на девојчињата им се допнуваат ушите и се ставаат првите обетки. Според верување, со ова се намалува болката, тоест таа е блага. Кузман Шапкарев забележал дека во Охрид на Благовец саделе тикви, зашто верувале дека тиквите ќе бидат многу благи. Додека пак Ефтим Спространов забележал дека во Охрид се сметало за греота ако човек не касне риба на тој ден, макар и да излиже некоја коска. Воопшто, иако овој празник се наоѓа на крајот од великденските пости, на овој ден е дозволено и препорачливо да се јаде рибино месо. Некаде тоа се правело за здравје, а на други места сиромашните купувале риба за да си дозволат богата трпеза за овој ден. Во Виница на овој ден традиционално се одржува фестивалот на медот. Assunta